Руководство на Обединети за Македонија. Своите пресови ги одржува токму од тука, од овие простори, од централното седиште на партијата, а не од ресторани, меани и хотели обезбедени од ВМРО ДПМН. Како што пресот што предмалку беше одржан од неколку отпадници и бивши членови. Ние очекувавме реакција во сценарио на ДПМН во ликот на разрешените членови во однос на нашата иницијатива, која токму денес ја поднесовме за амнестија на Љубе Бошковски во Собранието на Република Македонија во 13 часот. Со предавањето на иницијативата ја известивме јавноста дека поради кражба на печати на општинските организации на Обединети за Македонија, преседателството со одлука која е донесена пред 2 дена ги поништи сите печати на општинските организации со цел да се спречи нивна злоупотреба и да се заштитат физичките и правни лица од евентуални фиктивни договори. Согласно службен весник број 86, донесен во 2008 година, не се објавува поништувањето на печати во ова гласило. И видете чудо, 2 часа по ова во некој хотел, група лица прикажуваат фалсификати, документи заверени токму со украдените и поништени печати. Уште поинтересно, пресот го одржува бивши секретар и член на Обединети за Македонија, разрешен со одлука на Централното собрание на Обединети за Македонија, одржано во Тетово на 22.2011 година во Тетово. Напоменувам, оваа одлука е донесена на 22.2011 година. Ги повикуваме надлежните органи и јавното обвинителство да ги преземе сите потребни мерки во однос на наведените лица. Обединети за Македонија има 70.000 регистрирано членство, има легитимно преседателство и генерален секретар од Централното собрание согласно законот на политичките партии и статутот на партијата, а самата партија е уредно регистрирана во Централниот регистер на Република Македонија. Нашите органи се легитимни доносители на сите акти, одлуки, дејствија и решенија на партијата во однос на сите лица и институции. Ние сме единствени преговарачи и подписници на актите со коалиционите партнери, што го потврдуваат и тие.